и сите западни политичари како селски буквар. Час поскоро деконтаминирајте се, бидејќи ќе затропа мечката и кај вас дома, па да не ви се случи 11 септември повторно, но сега со поголеми размери и жртви. Освестете се, луѓе Божји, не правете го повеќе ова никому. Кога должите вие некому пари, најдобро е арапска пролет и војна од воздух со томахавки, апачи, демократија. Ако пак на вас ви е некој должен, му давате по некој кредит за платниот биланс на земјата, за да го ставите да се дозакопа во жив песок како Грција, а тие пак наивни мислат дека им помагате, а фактички умирање на рати. Тоа е вистината за жал. Таа банда неморални ги интересира само профит, но не и човечките животи. Ова се вика модерен колониализам и хегемонизам на глобални корпорации играчи на шаховската табла на светот. Прочитани сте, Господа. Човештвото ќе ви суди за сите ваши недела, од почеток до крај, бисер до бисер, венец до венец на нечовечноста. Па сега во Париз се грижите за затоплувањето на планетата Земја. Наместо да ги усмерувате вашите големи умови за стратегиски студии како да ја уништувате планетава Земја со демократски бомби со збогатен ураниум, усмерете ги сите човечки ресурси како да се искорнат сите болести и како да се прехранат сите луѓе на Земјава, планетава Земја, и како сите луѓе да имаат подостоинствен живот. Само така ќе си помогнеме себе си и на човештвото во целина. Доста е од цинизам и лицемерие, од турски поток за газ до турски отток на луѓе кон Европа. Играта на монструми контаминирани со биолошко воинствен агенс кој се шири секаде низ планетава, за 70 години направија 700 војни, ефтен демократски, кој ако не ги слушаш, станува колатерална штета. За жал, тие нелуѓе убија стотици милиони луѓе, исто толку ги раселија и направија инвалиди. Уште на толку деца им го скратија природното право на живот. Правдата е бавна, но не заборава. Кога тогаш се ќе излезе на виделина. Господа, да им ја оставиме планетава Земја на идните поколенија, на нашите внуци и правнуци еколошки и умствено чиста, за да ја почувствуваат нејзината раскошна убавина. Резервна планета се уште немаме. Луѓе Божји, стоп за војни и страдања, стоп за верска нетолеранција. Уцврсти ги нашите домови, бракови, семејства, пријатели, фирми и држави. Просветли на сите нас, за да го научиме значењето на зборот одговорност. Благодарам.